Почитувам директора на компанијата Гентен, господин Андреј Хафинец. Почитувам директор на дирекцијата на технолошки индустријски развојни зони, господин Деспотовски. Почитувам градоначалниче, господин Јовановски. Само што ја завршивме посетата на фабриката на американската компанија Гентер, која функционира во индустријската развојна зона Алинци во Прилеп, со цел да видиме како оди прогресот на активностите на оваа компанија, но секако и да позборуваме со менеджментот за предизвиците со кои се соочуваат и за можните решенија за нивното надминување. Јас сум навистина горд што една ваква инвестиција, технолошки напредна компанија, инвестира во нашата земја. Станува збор за навистина сериозен инвеститор, кој во моментов има реализирано инвестиции од над 36 милиони евра и над 2100 вработени. Овој износ на инвестиции и бројот на вработени со која оваа компанија се позиционира како еден од најголеми индивидуални работодавачи во регионот, покажуваат дека навистина имаат сериозни намери за водење на бизнис во нашата земја и дека бизнис климата, бизнис обкружувањето кој што владата го има креирано, навистина е на многу високо ниво. Би сакал да искористам оваа можност и да потенцирам дека владата како никогаш до сега води грижа за постоечките инвеститори, работи на привлекување на нови инвеститори од странски компании, но и домашни компании, и се во интерес на побрз и одржлив економски раст. Кога станува збор за мерките за поддршка, би сакал да потсетам дека минатата година, без разлика што беше период на COVID, обезбедивме рекордна директна поддршка од над 65 милиони евра на компаниите кои се во производство, инвестираат во модернизација, технолошки развој, дигитализација и развој на човечкиот капитал. Од тие средства 25,6 милиони евра беа одвоени за странските компании кои работат во технолошко-индустријските развојни зони или надвор од нив, помеѓу кои е Гентер. Со ова покажуваме дека имаме исклучителна посветеност кон преземените обврски од владата во однос на исплатата на финансиски средства кон компаниите. Би сакал да ги пофалам Гентер, која е една од компаниите и која далеко пред предвидениот рок во договорот успеа да ги реализира предвидените обврски од своја страна во однос на инвестицијскиот циклус и достигнувањето на бројот на вработени. А од наша страна на некој начин беа наградени со предвремена исплата на субвенциите за реализација на договорните обврски. Сакам да потенцирам дека ние како влада ќе продолжиме со креирање на комплементарните политики со кои ќе го потикнуваме бизнес секторот. Тоа подразбира директни финансиски субвенции преку мерките од Законот за финансиска поддршка, која оваа година ќе биде изменет и ќе бидат олеснети условите за аплицирање, потоа преку мерките од Фондот за иновации и технолошки развој и воедно со мерките од Агенцијата за вработување ќе работиме на дообука и преквалификација на работната сила и секако тука се и низата други инфраструктурни проекти како измени на царинските и даночни олеснувања. Се во ова во полза на креирање на попредвидливо и поконкурентно обкружување за бизнес заедницата. Успешното работење на странските компании во нашата земја се најдобар индикатор за тоа каква бизнес клима имаме. И сигурен сум дека во периодот кој следи ќе бидеме сведоци на уште многу нови инвестициски циклуси од странски, но и домашни компании, што пак ќе донесе до повисоки стапки на индустријско производство, зголемување на извоз, повисоки плати и секако побрз економски раст. Особено задоволство денеска да бидеме во посета на компанијата Гентен заедно со вице-премиерот, градоначалникот. Компанијата досега инвестираше 36 милиони евра, вистински пример за успешна странска инвестиција. Денеска промовираме еден малку нов, подинамичен, понепосреден контакт и комуникација со инвеститорите заедно со вице-премиерот. Овој нов квалитет во нашите односите на владата со инвеститорите ќе продолжи понатаму. Новиот квалитет го гледаме и во тоа што ги поттикнуваме компаниите не само да ги исполнуваат своите инвестициски планови, туку да одат и побрзо со исполнување на роковите и во смисла на обемни инвестиции, во смисла на работни места, па дополнително на што исто така многу важно и во смисла на зголемување на платите. Конкретно компанијата Гентерм е еден од позитивните примери кој што минатата година го достигна предвидениот број на работни места
од над 2000 луѓе, кој што инаку по договорот за државна помош требаше го достигне во 2024 година. Меѓутоа, компанијата не беше сама во тој проект, државата, дирекцијата, владата застана позади тоа и исто така пред време, значи 4 години пред истекот на рокот, си исполни својот дел на обврската. Со тоа испраќаме порака јасно до инвеститорите дека да, сакаме да ги реализираат своите собствените инвестициски планови, тоа да го направи побрзо и подинамично. Владата е тука како партнер и ќе ги следи. Дополнително разговараме за нови инвестиции, поголем квалитет, поголем број на работни места и секако нешто е важно, повисоки плати за луѓето. Благодарам. Dear Deputy Prime Minister Mr. Betiki, dear Director of TIDZ Mr. Despotovski, dear Mayor of Prilep Mr. Jovanovski. We are very pleased to welcome you here in our facility in Gentherm in Prilep, and our mission is to deliver extraordinary thermal comfort by extraordinary solutions to make meaningful influence in everyday life by improving wealth, health, comfort, and energy efficiency. Based on our mission, we hope that you have seen our good example of cooperation between us and the government of Macedonia and our commitment to the local community and our employees. Our Gentherm team has been working very hard in the last years to bring a lot of businesses to Gentherm Macedonia plant. I'm very pleased to tell you that we are producing in this plant technologies like seat heater and steering wheel heater production, cables, blower production, but as well we are intensively working on bringing new products which are aimed to reduce the energy efficiency in the car and also to increase the range of electrical vehicles. And these are the systems like cell connecting systems and battery thermal management, which basically will drive the success of Gentherm in the future. We are increasing our production year over year, and as well we are increasing the number of employees. Recently, currently we are employing more than 2,000 employees, and we hope that the business climate will enable us in the future to maintain the same pace of increasing our business. The cooperation basically with all government institutions in Opština Prilep is very good. We have a very open and transparent cooperation with all public institutions. We have been pleased and we have seen big improvements in the infrastructure of TIDZ. We have seen recently the opening of the safe entrance of the zone. All open business topics which we have are positively dealt by the office of the TIDZ. And what is very important for us that the obligations of the state agreement are kept strictly by both parties. And as a social and environmentally responsible company, we are very intensively working with the municipality of Prilep. I am very pleased to tell you that we have many common projects done together. Just an example, we had a yearly marathon run, which is called We Run, We Care. We have done many supportive activities for the hospital and for the kindergartens. We have been doing and we will be doing and we will support the hospitals, the local hospital with the PPE equipment, and also we are providing oxygen to treat the C-19 patients. I would like to say especially thank you to the mayor of Prilep, Mr. Jovanovski, for his, let's say, customer-oriented approach and for his continuous support. And I hope that this cooperation will stay or even enhance our activities, which will improve our, which will improve the life of our employees and the citizens of North Macedonia. Thank you.